Се поставува прашањето кога киваме, кашламе во овој период на пролетни алергии, дали имаме алергија, дали сме настинати, дали имаме риновирус, што да земеме како превентива, што како третман треба ли да делуваме со антибиотици, не треба, и толку многу прашања и предизвици за аматичните лекари, така што Така што повикавме еден во нашето студио и ќе му ги поставиме сите овие прашања. Денеска доктор Бојан Трајковски да биде заедно со нас. Добро утро. Добро утро и на вас. Претпоставам дека сиве овие прашања се ваше секојдневие. Пред каков предизвик сте овој пролетен период? Па ништо чудно за нас, матичните лекари, во принцип и воопшто за лекарите кои што работат оваа патологија. Традиционално гледаме промени во делот на респираторниот трак кои што апсолутно не се нешто што би требало да не видуваат, туку напротив ги очекуваме и за истите сме спремни. Можам само да кажам дека не секогаш може да го процениме бројот на болните кои што би дошле, особено заради тоа што секоја година веќе гледаме мало изненадување во одреден дел на патологијата која што гледаме, односно би рекол некарактеристични симптоми кои што во принцип не се секоја година исти или пак се за разлика од претходната година во одреден сегмент зголемени, во одреден сегмент намалени и како што би рекле луѓето ништо не помага, така да во принцип единствено што можам само да нагласам е дека за жал после ковидот станавме делумно свесни, малку повеќе за тоа што е здравје, што представува здравјето, како треба да го чуваме истото, но воедно станавме малку претерано предпазливи да при тоа идеме и на ниво на паника, каде што во принцип тоа на ниту еден можен начин не ни годи нити нас, нити пак на здравствените власти, односно на нас здравствените работници кои што би требале да дојдеме во комуникација со пациентите и при тоа да ги третираме истите. Па дури и да е оправдана паниката, сепак би требало да се сведе на минимум. Па вака паника во принцип во здравје и во здравство генерално треба да има исклучиво во ситуација каде што е итна ситуацијата. За жал кај нас дали па ќе кажам со оглед на претходните години на страв и голем број на незнаење во однос на тоа што представува ковидот кој што го поминавме и кој што и тоа како не освести да внимаваме на здравјето и на здравите навики, може би е некаков резултат на некаква психолошка травма која што се случи тогаш, па сега веќе гледаме многу сериозна реакција, особено да не разговараме за родителите на малите деца, каде што и тоа како имаме константни повици, јавувања и потреби и барања за тоа што да се направи со состојбата во која што се, односно клиничката слика која што ја гледаат. При тоа занемарувајќи дека сите години наназад пред ковидот сите сме ги имали истите симптоми, тие симптоми едноставно поминуваат сами од себе најчесто. Ние како лекари често велам ние не лекуваме, особено ако се вирусни инфекции, ние генерално помагаме да го спремиме првично системот, односно имуниот систем за реакција, а секундарно да со одреден тип на симптоматска терапија помогнеме да ги олесниме симптомите кои што ги гледаме кај пациентот. Добро, ајде да одговориме на неколку прашања, особено кога се пролетните алергии во прашање, кои што, да речеме, се малку и нејасни за граѓаните. Како разликувате пролетна алергија од настинка и колку за пролетните алергии има врска генетиката? Тие се наследуваат или се стекнуваат? Какви ситуации имате? Вака, конкретно ако збориме за алергијата, има еден податок кој што беше валиден до пред некое време, само ако се пролонгираше од страна на Светска здравствена организација, се велеше дека до 2025, сега тоа е некаде 2030, секој втор човек на планетата ќе има некаков тип на алергиска реакција на сметка на загадениот воздух, на сметка на претераното брзо расцветување, на сметка на целосната промена на ова, ајде да кажеме, порано процветување на конкретно растенијата кои што генерално ги предизвикуваат тој тип на алергиски реакции. Во принцип, делот на тоа како да направиме разлика помеѓу алергијата и помеѓу тоа што е условно кажано вирусна инфекција, генерално тоа се прави преку посебни тестови кои што секоја лабораторија може да ги направи, дали тоа ќе биде детекција на инфлуенца А, инфлуенца Б вируси, риновируси и слично. Меѓутоа, искрено да бидам... Има ли потреба од постојано тестирање? Апсолутно нема како потреба. Како ги разликувате? Апсолутно нема. Искрено да бидам генерално најпросто по фаза на исклучување.
Значи конкретно почнувате како што нагласи, ние немаме некаков тип на паника што треба да ја кренеме или пак некаква итност кај што ние мораме веднаш да почнеме да бомбардираме со терапија. Тука едноставно го оставаме телото да покаже одреден тип на симптоматологија која што потоа врз база на претходна, да кажам, анамнестички податоци од страна на пациентот и секако наше искуство, тоа што сме го виделе, да препознаеме и да соодветно третираме. Што подразбира соодветно третирање? Како што нагласи, првично се почнува со одреден тип на монотерапија во случај да при самата антихистаминици? Антихистаминиците се генерално првата, да речеме, линија на одбрана од страна на алергиските реакции, а потоа се оди со доста посериозни терапии од локално кортикостероиди кои што се најчесто во фаза на спрееви, доста познати, да не ги рекламираме, знаат точно граѓаните за што зборуваме. Сите си ги користат и за жал ги често ги употребуваат на своја рака, што и не би требало да се случува, со оглед на тоа што претераната употреба на истите предизвикува други нуспојави во дел на крварење, во дел на отекување, во дел на не можам да кажам дека се намалува комплетно имунитетот, заради тоа што сепак локалното делување на кортикостероидот е само во одреден сегмент. И од антихистаминикот, сакам да кажам, од сите тие кои што се користат. Антихистаминикот е делумно безбеден, особено последните генерации на антихистаминици. Можам да кажам за некој претходник каде што имале некаков тип на седативен ефект, па често знаеле пациентите да кажат ми се спие. Сега веќе е нешто сосема ново, каде што 7, 8 и веќе и 9-та генерација ќе излезат антихистаминици, каде што генерално се офаќаат повеќе алергени и делувањето е малку поразлично од претходно. Во принцип се безбедни и се смета дека се е позитивно да бидат користени заради тоа што, особено веќе го спомнам, Скопје како град и како место, ние сме склони на алергиски реакции, склони сме на исклучително интензивни ринити, вклучително и самиот јас. Секој утро се будам делумно или со затнат нос или со течење на нос. И јас. Ете, така, значи, затоа реков, секој втор човек постепено ќе почне да развива некаква алергиска реакција. Многу често луѓето бараат решение на тоа што да направиме, што да испитаме. Се случува да често се испитуваат, конкретно често сум имал прилика пациенти да ги испраќам на Институт за трудомедицина, на конкретно клиника за дерматологија, каде што во принцип се прават и алерготестови да буквално на ништо не исклучи алергија, а сепак да има реакција од страна на... Затоа ве прашав дали се потребни тие... Апсолутно, во прв факт треба да се исклучи заради тоа што е позитивно да ние знаеме, барем ако има некаков директен причинител, да речеме тоа може да го спречи со овој начин и слично, заради тоа што има посебни типови на имунотерапија, посебен тип на, ќе речем, таргет поставени алергиски терапии, кои што тоа пулмолози, алерголози најдобро би го кажале, еден вид на вакцинација која што се нарекува, каде што со постепени мали дози на одреден тип на алерген, постепено правиме десензибилизација, велиме, на организмот, или најнародски кажано, го навикнуваме организмот на таков тип на алерген, да притоа со текот на годините и текот на времето престане таа толку екстремна алергиска реакција, односно таа екстремна симптоматологија која што вие ја кажавте претходно. Постои ли начин да целосно се излекуваат пролетните алергии? Дали треба интензивно да атакуваме на нивно лекување или на контролирање, па да му дозволиме на организмот со текот на времето да стане отпорен? Во принцип, лекување на алергија посебно не може да кажеме дека постои. Можам да кажам дека постои еден тип, како што нагласив, на исклучително контролирање на таа симптоматологија и значително намалување на истата. Сега тука постојат низа фактори, еден од нив е да почнеме агресивна терапија, каде што ќе уклучиме едно, двокомпонентни, трокомпонентни терапии, како што и ви нагласив, овие малку посериозни имуни терапии кои што ги има, односно таргет насочени вакцинации и посебен тип на терапии кои што ги спомнавме од страна на алерголозите. Или пак најдоброто решение е да заминете, ако сте во Скопје, да заминете надвор од Скопје и да се одселите, или пак, како што кажувате, да се излекувате. Најприродно да се излекувате. Најголем процент на луѓето е просто наједноставно, значи и во пракса и во однос на лично искуство, чести се кашлиците, оние кратки интензивни кашлици каде што луѓето го нагласуваат делот на слевањето во позадина на грло, каде што не може да искашла, тоа е класична алергиска реакција и секретирање од страна на носот, односно од страна на синусите. И начинот на кој што се престанува е кога ќе заминат некаде на пат, каде што генерално е многу почист воздухот, или пак ќе заминат на планина и ќе рече, ја престанав да кашлам.
Така да тука е едно во принцип генерално доказот за тоа што всушност го представува, односно го предизвикува тој тип на реакција или тој тип на симптоматологија која што има. Споменавте дека треба да се почека со примената на терапијата. Кога е вистинското време, има ли таков момент кој што може да се определи? Во принцип се почнува симптоматски, освен ако лабораториските анализи кои што ги даваме не покажуваат некаков тип на друга реакција. Генерално температурата е еден знак каде што ние треба да веќе размислуваме на вирусна или пак на бактеријско присуство, да не размислуваме само на алергиска реакција, иако е доста честа периодов. Многу често гледаме испреплетена реакција, каде што дошол одреден тип на алергиски ринит, на кој што настанала, односно се надоврзала одредена вирусна, или пак сега веќе кај децата и бактеријска стрептококна, стафилококна инфекција, која што предизвикала мешана симптоматологија. Во принцип, според мене, секогаш за мене се златно правило 3 дена, значи почнуваат симптомите, оставате простор да видиме што и тоа дома ќе го направите, нема потреба веднаш уште првиот ден да дојдете. Да преживеете тие 3 дена, па да, значи освен пак затоа што се случува кај мали деца особено или пак кај возрастни, особено возрасти каде што е паднат имунитетот, да имаме експлозија на таа симптоматологија за 24 сата и некако кај сите останати таа се случува околу 2 до 3 дена, им треба време за телото да условно кажано покаже сериозна симптоматологија која што ние потоа би можеле да ја детектираме, односно соодветно дијагностицираме и преку низа на испитувања, дали ќе, како што нагласив, лабораториски, аускултаторни методи, физикален анамнестички податок добиен од страна на пациентите или физикален преглед направен од страна на нас како лекари, ќе добиеме една целина каде што во принцип ќе знаеме на која насока да се насочиме, без при тоа да конкретно апелуи до пациентите, освен она што е симптоматски, дали тоа ќе бидат некои капки, дали тоа ќе бидат некои безбедни ОТЦ препарати кои што можат самостојно да ги купат, било што друго што е малку посериозно тип на антибиотици, кортикостероиди, антихистаминици или пак бронходилататори, се доста чести аминофилинот го употребуваат како бомбони, да малку сопрат и да напомнат мислење од мантичниот лекар дали има потреба за истото. Добро, колку врска има исхраната со пролетната алергија и со настинките, дали зголемениот внес на антиоксиданти помага на природен начин да се избориме со пролетната алергија? Па, видите, во принцип, луѓето често поставуваат прашања, ќе дојде не сум наспан, болен сум, кашлам, леле, колку често детето ми се разболува, јас се разболувам, постојано имам симптоми, што да правам, како да си го избустам имунитетот, што да земам. Генерално мојот одговор е да јадеш и да спиеш. Значи, во принцип често гледате реклами на телевизија, само да не биде антиреклама према било која фармацевска компанија, меѓутоа сите препарати кои што на некаков начин физички би требало да го подобрат имунитетот, делумно ќе направат некоја разлика, сега да не се разбереме погрешно, вие ако внесувате суплементација на различни типови на витамини и имунокомплекси, ќе направат апсолутно значителна разлика, затоа што ние како нација во принцип покажано и докажано дека не се храниме баш најсоодветно и најздраво, затоа што балканскиот начин исхрана е малку со помрсна храна која што во принцип има друг тип на компоненти од она што индивидуален би требало. изборот. Во ред индивидуален е Се апсолутно. вклопувам во просекот. Така. Индивидуален. Значи, имаме јас често индивидуалци. сакам да кажам кафански стил на живот сакаме Се да тераме. вклопувам во просекот. Така и генерално тој кафански стил на живот во принцип и не кошта. Ме прашавте во однос на антиоксидансите, минералите. Апсолутно треба да се продолжи со внес и да се зголеми внесот. И на антиоксиданси соодветни минерали, калциум, магнезиум, кои што исклучително многу ќе направат голема разлика во делот на понета мощната имуна реакција и генерално ние треба да размислуваме на билдање на имунитетот. Јас во принцип можам да кажам чисто еве како предлог, што често го кажувам при гостувања, селско козјо млеко ви е најдобриот извор да успеете да внесете секаков тип на минерали и витамини кои што исклучително ќе ви направат голема разлика во, ајде тоа најпросто кажано, бустање на имуниот систем, кој што имун систем би бил најсоодветно одбран. Да не се разбереме погрешно. Тоа не значи дека вие нема да се разболите, дека нема да имате симптоми, дека нема да условно кажано имате реакција на одреден тип на напад на вирус или бактерија, меѓутоа 100% сум сигурен и во пракса е видено дека
кај таквиот тип на пациенти реакцијата на телото е поразлична, меѓутоа без разлика и на типот на храната што јадете, ако немате мирен и нормален сон, повторно ќе го имате проблемот на несоодветна одбрана кон овие напајачи кои што ги спомнавме претходно. За мирен сон, оние што патуваат, особено на летните одмори, па и пролетните, да, со себе носат и повторно се вклопам во просекот и докажано и покажано во пракса куферче со препарати. Сите го правиме тоа веројатно, не знам. Кои што чинат колку 1-2 дена поминување некаде во нашите граници, нели престои. Дали има потреба од сето тоа? Треба ли нешто да знаеме што смее, што не смее да се изнесе од државата и да се внесе во другите држави? И во делот и на антибиотиците, тука смеат ли да се изнесуваат од државата? Генерално, тука треба царината да ја прашате што смее, што не смее, али во принцип, јас не сум слушал за некоја забрана на лек, освен каде што пациенти ќе отидат на подолгорочен престој, месец, два, три пат да им бараат посебни потврди кои што ние како матични ги издаваме, кои што ја пишуваме целата хронична терапија, се социјални или да тие или ги земат од таму замените за истите или пак количина да ги во количина да ги пренесат. Во однос на патувањата, еве да речеме сега почнуваат летни одмори, најосновните препарати кои што би требало да ги носите се секако согласно сезонските потреби кои што ги имаме. Дали тоа ќе бидат еве сега стомачните вируси се актуелни, нели нормално пробиотик е најсоодветниот начин да некаков тип на заштита правиме, иако ние многу лошо конкретно ако го збориме пробиотикот го користиме исклучиво кога има симптоматологија, е нешто што треба постојано да се користи буквално без престан, пошто нема штета и напротив најдобар начин за да го избустаме имунитетот паралелно со останатиот тип на храна која што нели ја конзумираме. Јагленот е еден лек, не би рекол лек, ама начин на потреба која што би требало или да го земеме како медикамент се со цел да бидејќи сепак менуваме храна, менуваме клима, одреден тип на парацетамол чисто да го имате за резерва, антибиотик апсолутно не, затоа што не ја често прашам кога ќе знаеш да го употребиш антибиотикот. Никако не можам да се разберам заради тоа што кај нас постои еден страв, со мајките е тоа сериозен проблем и искрено треба јас често велам пошто и сум ја тазе родител веќе 7 месеци, сопругата исто ми е докторка микробиолог и вие не сте ни свесни колку е борбата, особено на домашен терен, сериозна во однос на тој дел со антибиотиците. И дали се носи антибиотик? Ја не гледам причина да се носи антибиотик, но носат. Значи ја често доаѓаат пациенти, пиши ми да го имам. Ја ретко тоа, мислам не ретко не го правам тоа, заради тоа што мене ми е против мое лично убедување, пак ја нагласам. Како ќе знаете кога да го употребите антибиотик? Ама јас знам, не знаеш. Тука е големиот проблем кај што сме дошле до многу големи проблеми да ние веќе идеме во ситуација да имаме сериозна резистенција на антибиотици затоа што една стара гарда на наши колеги лечеа се со антибиотици. Тоа што треба и тоа што не треба и буквално го дава како превенција. Никаде на светска популација антибиотикот не е превенција, туку е лек на избор, кој што се дава во одредени ситуации кај што имаме дијагностичка потврдена потреба за истот. Имаме уште секунди време го гледам тоа. Да го најавиме следното гостување, се договоривме дека онаа платформа која што од поодамна ја најавуваме, ќе ја обзнаниме, ќе ни објасните ли подетално за што се работи? Кратко се работи за iCrowd Medical, која што сега веќе е претворена во фондација iCrowd, каде што во принцип помагаме на луѓе кои што имаат потреба од различен тип на најчесто оперативни зафати и одреден тип на лекување тука и во странство и сега веќе поново и на луѓе кои што имаат одредени социоекономски проблеми, па се обидуваме да им помогнеме во делот на успособување на нивните домови и нормално подобрување на тие социоекономски услови во кои што живеат. Дел сум од истата таа платформа, односно истата таа фондација, заедно со уште двајца колеги кои што ја стартувавме, доктор Ненад Лазаров и Љупчо Петковски, кои што уствари основоположник на сето ова, а ние како медицински лица го бустаме тој дел на медицинска потреба, односно го оправдуваме лекувањето или не го оправдуваме заедно со посебен медицински борд, така да има доста што да разговараме на таа тема. Внимание, темата засебно. Покажавме дека сме хумана нација, само најавивме. Покажавме дека сме хумана, но и дека знаеме да злоупотребуваме. Ќе кажам, ама ќе го докажеме тоа следниот пат кога ќе Ве чекаме тројцата. Обавесно. Ве чекаме тројцата во студио за кратко време. Благодариме, докторе.